Поминаа 25 години откако Ауди на задоволство на фановите го лансираше спортскиот ТТ. За тоа време, овој нетипичен за марката автомобил стекна култно почитување кое го задржа 3 генерации на пазарот. До пред 2-3 години се продаваше добро, но сега ја пее лебедовата песна, а судбината му е неизвестна. За достојно да го испратат во пензија, Ауди подготви ексклузивна серија од 100 купе примероци наменети за Европа со ознаката Iconic Edition. Тие во многу што ќе бидат единствени, почнувајќи од специјалната нардо сива боја со црна маска и тркала. Ке се препознава и по агресивниот аеродинамичен пакет со зголемени отвори за воздух, модифициран заден дифузор и голем спойлер. Во внатрешноста се среќаваат спортски седишта, луксузна количина напа и алкантара, разни украсни детали и неизбежната плочка со редниот број. Од техничка страна пак нема никакви изненадувања. За погон на сите тркала се задолжени познатиот 5-цилиндричен мотор со 400 конски сили и 7-степениот S-Tronic менувач. До 100 км на час ќе стигне за 3,7 секунди, а за разлика од стандардниот TT-RS, максималната брзина му е ограничена на 280 км на час. Оние пак кои бараат повеќе ќе бидат пресрекни со исто лимитираната серија на R8 со ознаката GT-RWD, со која Ауди се простува од 5,2 литарскиот V10 мотор. Оваа вистинска хардкор верзија на R8 донесува повеќе сила и подобри перформанси благодарејќи на 620 коњи кои до 100 на час ќе изгалопираат за 3,4 секунди. Со карбон керамичките дискови, олеснетите елементи на ослонувањето и новите тркала, тежината е намалена за 20 кг, а максималната брзина декларирана на повеќе од 320 км на час. Од Ауди не сакаа да кажат точно колку, наведувајќи дека овој модел е наменет за вистинско уживање во возењето. Затоа ќе се грижи и контролата на вртежниот момент кој се пренесува само на задните тркала со мониторинг на пролизгувањето во свиоци. Погледот открива нови предни сплитери и крилца, изменети странични прагови и ревидиран заден дифузор со спойлер поставен на носачи. Ќе бидат направени 333 примероци по цена од 225.000 евра.